Детството е најзначајниот период од животот на човекот. Од она што тие ќе го доживеат и научат во тој период, ќе зависи развојот на личноста. Јас сум Добри Јовевски, учител во основно училиште. Учениците се предизвик на мојата работа, на кој ги отварам хоризонтите на животот. Секое дете има свој талент. Како учител, преку разновидни креативни активности, го разбудувам тој талент. Секојдневно се трудам да им разгорам жарта во очите на учениците за љубопитност, знаење и образование. Така искрата допира до моето срце и професијата учител станува мој стил на живот. Ја потикнувам внатрешната мотивација кај учениците. Тоа е моторот на успех. Се чувствуваат дека се дел од заедницата во која учам. Во моето оделение учам ученици од различна етничка припатност и социјална структура. Промените кои што се случуваат во државата влијаат врз целокупниот развој на заедницата, што особено се забележува врз развојот на децата од економски сиромашни семејства. Ваквата разлика се забележува во создавање клима за работа во оделението. Едни помеѓу други се ги избегнуваат заедничките активности и игрите. Учениците кои економски се разликуваат од своите соученици се чувствуваат отфрлени, немотивирани, немотни и незаинтересирани за постојана настава. На часовите се труди или настојува да биде пријателски настроен кон учениците или со оној, да го кажеме, татковски инстинкт. Мојата главна улога е да создадам клима во оделението и пријатна работна атмосфера. Ги согледувам потребите на секој ученик, разговарам со семејствата, им обезбедувам облека и училишен прибор на учениците на кои тоа им е потребно. Создавам хигиенски навики со непоследни примери. Паралелно работам и со родителите на учениците кои се економски моќни. Иницијатор по многу активности, наставник како што секој наставник едноставно би требало да посака да биде. Заеднички да ги надминеме бариерите кои што се чувствуваат во оделението. Организираме заеднички родендени за учениците кои тоа не може да си го дозволат. Најсреќен сум кога сите заедно се радуваме на успесите во оделението, кога забораваме на социјалните моменти во училницата. Секој ученик го склучувам во активностите, да си помагаат, да соработуваат и да учат кога истражуваат во градината или прават експеримент во лабораторија. Во текот на мојата работа сум имал многу предизвици, поврзани со образование и социјални прилики во заедницата. Би извел еден пример за едно 7-члено семејство кое беше на работна екзистенција. Тие немаа храна, немаа струја, тешко ги поминуваа деновите. Куќата во која живееа се распаѓаше. Работев со нивните деца на образовни и социјално вклучување во заедницата. Драгана живее во речиси разрушена куќа, во центарот на Крива Паланка. Собата ја дели со своите тројца браќа, помалата сестричка и родителите. Добри соседи некогаш им носат храна. Тие немаат никакви примања и не можат да ја платат киријата. Наскоро ќе мораат да ја напуштат куќата. Имам 3 деца одат у школа, 2 дома. Едното е 5 оделение, едното 4, едното 2. И па на децата не е најтешко за учење, за те нема струја, нема. Со мојот ангажман преку институциите им најдов дом и им обезбедив нормален живот на ова семејство. Денес со гордост можам да кажам дека сите дечиња од ова семејство имаат завршено образование. Учителот добро ни помогна на своите деца, на моите деца да завршат школа и за образованието да бидат писмени и културни. Иако пред повеќе години ова семејство му беше потребна помош, сега тие се подготвени да помагаат на други луѓе. Добри Јовевски е наставникот кој што го прави она, кој што не може да го направи ниту една друга технологија на однесување или било кој друг систем на програмирана настава или курикулум. А тоа е да ти ги отвори очите. Да му ги отвори очите на секое дете, на секој ученик, на секој колега и да направи нова етичка личност. Тоа е Добри Јовевски. Верувам во креативното образование на децата. Тоа предонесува кон нивен индивидуален развој.
Предизвик за мене е да им дадам надеж на големиот број на социјално исклучени деца за креирање на собствениот живот. Создавам програма за филантропски активности кај учениците за олеснување на образованието на учениците на кои тоа им е потребно. На тој начин се намали големиот број на ученици кои не го посетуваат редовното училиште и не го воопшто завршуваат. Така влијаем врз позитивниот развој на целокупното општество, затоа што децата се учители на следната генерација. Сигурен сум дека тоа се темелите на успехот на човештвото, напредокот на цивилизацијата и едината на светот.